540 матуранти од Штип денеска беа информирани по кои предмет ќе бидат екстерно тестирани од 30 јануари до 2 февруари. Директорот на регионалниот електромашински училишен центар Колен Ехтени Натанас Крстовски вели дека имаат 196 ученика од 4 и 3 годишно образование кои ќе бидат екстерно тестирани. Добра страна е што се искристализира работата да сите паралелки полагаат во еден ден. Тоа е доброто, бидејќи порано имаше малку разидување. Например, во една паралелка полагаат 15-17 ученика, па останат 15 ученика друг ден и малку и конфузија настануваше. А сега имаме еден ден полагање, мислам дека најдобар начин и мислам дека ќе спроведе во најдобар. Матурантите на кои од понеделник ќе им биде проверено знаењето по одредени предмети, очекуваат оценките кои им ги дале наставниците да им се потврдат. Мојот прв предмет е англиски јазик и сметам дека не е тежок предмет. Сметаш дека ќе ти се потврди оценката што имаш? Па да. Ова година мојот прв предмет за полагање е процесно, стручен предмет. Сметам дека не е толку тешко, но сепак за разлика од општите предмети е потежок, но со консултација од страна на професорката ќе се упрости работата. Мојот прв предмет по ова година е програмирање и по изборна настава. По тој предмет немаме учебник, меѓутоа со помош на професорот ги имам некои одговори од прашањето. Сметаш дека ќе добиеш добра оценка или она што имаш веќе потврдено од наставник? Мислам дека можеби ќе можам да потврдам и оценката моја, но во суштина ќе бидем добра оценката. Учениците веќе ги имаат и прашањата кои можат да им се паднат на екстерното тестирање, со што им го олеснува учењето, но им го намалува и стресот. Во Источна Македонија околу 3000 матуранти ќе бидат екстерно тестирани во предвидениот рок.